Управата за јавни приходи ги известува граѓаните дека рокот за поднесување на пријави за остварен даночен приход е 15 март оваа година. Од Управата за јавни приходи, даночен шалтер во Кочани со дополнителни информации за обврската за пријавување дополнителен приход. Приходите кои граѓанинот ги остварува во земјата и во странство задолжително треба да ги пријави во Управата за јавни приходи даночен шалтер Кочани со поднесување на годишна даночна пријава за утврдување на персонален данок од доход, односно образецот ПДД ГДП. Образецот е достапен на веб страната на uap.gov.mk. Во образецот се пријавуваат сите приходи кои даночниот обврзник ги остварил во текот на една календарска година, односно приходите остварени во 2014 година. И тоа се лични примања, приходи остварени од имот и имотни права, од авторски права, права од индустријска сопственост, дивиденти, капитални добивки, добивки од игра на среќа, продажба на старо железово отпад и сите останати приходи, наградни игри, значи се што е остварено како примање во текот на 2014 година. Напомена, доколку даночниот обврзник остварува само приходи од плата или пензија или само приходи од земјоделска дејност, не подлежи на поднесување на годишна даночна пријава. Доколку физичкото лице има и други примања, освен плата, тогаш при поднесувањето на годишната даночна пријава задолжително треба да ги пријави и примањата земени по основ на плата и регресот кој се појавува во текот на 2014 година. Рокот за поднесување на годишната даночна пријава е од 1 јануари до 15 март 2015 година, односно за претходна година. За неподнесување на годишна даночна пријава во законскиот рок, како и за нецелосно пријавени, односно непријавени приходи, на даночниот обврзник ќе му биде изречена глоба од 500 до 1000 евра во денарска противвредност. Годишната даночна пријава се поднесува во два примерока, и тоа лично или преку пошта, која може да се види адресата на веб страната на УЈП, или во електронска форма преку интернет etax.uap.gov.mk со регистрирање. Секоја годишна даночна пријава се пополнува врз основа на податоците од привремените решенија за пријавени приходи во текот на календарската година и потврдите, пресметките и сите други документи кои исплатувачот на приходите има обврска да ги достави до граѓанинот најдоцна до 15 февруари. Например, за остварените приходи за 2014 година, потврдите за остварениот приход треба да се доставени до 15 февруари за секој физичко лице. На барање на Управа за јавни приходи, даночниот обврзник е должен документирано да ги докаже податоците за платените акондации на данокот внесени во годишната даночна пријава.